Драги приятели, значи го прочитате вероятно текстот пред моето видео да го гледате. Вечера пак сакам малко да подборуваме, има много интересни теми, интересни настани. За мен икономија аналитичар, много комични. Прво не знам што да почнам. Прво ќе почнам од убавата работа. Тоа од нашата машка репрезентација во ракомет. Покажа дека во Македонија, значи во делото Македонија, Република Македонија и Вардарски дел Македонија, не се сите македончиња, уште постојат македонци. Да, македонци. Денеска покажа дека се потомци на Филип II Македонски и на Александар. Зошто? Ја победија со огромна разлика Данска, која е светски и олимписки првак. Пак е дека ги победија дома. Ги гледав директно и посекав. Потrebno се помолив да можам да ги помогнам. Со нив ќе видам и во недела. Само напред, браќа македонци. Не македонци, а македонци. Денеска докажавте дека се уште не има во Македонија македонци. Оние квази македончиња што се простуваат македонци, а не се. Прво етнички македонци, а камо ли македонци. Денеска се удрија нор грб. Поточно репутација се удри, а и удри Каракачанов. Толку смешен беше Влаво, намерно го нарекувам Влав, бидејќи не се почитува своето потекло, затоа го нарекувам така, он е бугарин. Он е егејски Влав, потекло, инаку од Русе, таму е роден. Значи, намерно го нарекувам затоа што не си го почитува, оне што не си го почитува оно што е родот свој, етничко за потекло, за мене не можам ни ја да го почитувам. Значи, само ако не се почитуваш, и друго не се почитува. Излезе со смешен список, после кој сами го демонтираше. Интересно, ако ќе погледнете тој список, намерно го објавив, не со зла намера да ја наштетам, тие што беа на списокот. Во него имаше и личности доста од медли од коалицијата, меѓу нив кој беше и Филип Петровски. Бе личности кои би можеле лидерот на ВМРО да помане, не знам што да кажам да не погрешно, да не ме разбере, да не го заградат, така беше и Антонио Милошевски и други. Ова било претпоставка, не може да тврдам, не е случайно да му помогне на Мицковски, објавено, бидејќи за 28 март меѓу од коалицијата закажуваше невореден конгрес. Да се разбереме, за мене Мицковски е голема штеточина во ВМРО да помне, но во моментот не гледам и кој би можел да го замени, тоа е најстрашното. Значи, он е лош лидер, тоа е факт. Он во ниеден момент не го повика македонскиот народ на процес, си праше екскурзии по Битола, по Македонија, па сега е ништо. Значи, немаше ниеден протест, ако се против име, против се прави протести пред влада и пред собрание. Значи, он е за мене само е соученик на Заев, но за жал и како таков соучесник нема кој да го замени во МРД, па не. Во моментот, зборам за раководството и Централни комитети. И он го изгуби довербата кај народот. Значи, во МРД треба да се најде висинска личност. Јас сум против овој вореден конгрес кој бидејќи ќе донесе целосен распад на ВМРО, но на крајот не ме ако се општо одржи, но мора да придам на работа дека добро одигра тука премиерот Заев, му помогна на Мицковски, бидејќи со ово објавување на Каракачанов за бугарски пасапорти, што имат многу највисши политичари, тоа е факт. Тоа се разбере, многу граѓани имат од Македонија, од истокот, па и мои роднини, владеа од економска гледна причина, но ја не ги оправдувам политичарите што извадиле. Јас сум за да се воведе закон, да никој не може да биде на политичка функција од општинска до државна, ако има двоен паспорт, без разлика дали македонец, дали албанец, дали Влав, или било што. Само оние што имаат чисто македонско државјанство може да бидат
дел од собрание, дел од локалната власт и така натаму. Се останато може да бидат агенти од интереси, што би рекол Дејан Вучич, на други држави. И чија баци су. Значи за сите збор. Ако има двоен пасош и косовски албански, не би можел. Тоа е мој став и треба да се донесе закон токму за тоа. Тоа што се однесува до Каркачанов и некој веднаш излегува контраизјави за раководството и во владата луѓе што имат бугарски пасош од СДСМ. Малку ми е смешни и примерот Зоран Заев. Ја не може да тврдам, значи немам материјални докази, ама не верувам дека нема бугарски пасош. Пола Струмица го има, не верувам дека го испушил тоа, особено истокот. И бидејќи тоа е погранично место, и многу од нив владеа поради економски причини, купување на коли и така натаму. Например, ја 18 години го издава списањето, од 12 години соработував со бугарска фирма, значи на 12 години они ми го печатеа списањето, значи го преведуваа од македонски на бугарски, со тоа им покажа дека не сме диалектен јазик, бидејќи диалектите не се преведуваат, само јазици се преведуваат. За тие 12 години ми нудеа многу работи, меѓу другото и нjiно државјанство. Да не набравам, тоа не е коректно, но никош не сум прифатил. Значи, никош не ме прекува економската гледна точка за да ја осмена оно што сум и со што ќе заменам 20. Јас сум македонец. Чисто крови македонец. И тоа ќе остана. Тоа не значи дека другите не. Ја луѓето никош не сум ги гледал по политичка основа, религиозна, верска, било каква, етничка, само на луѓе и на луѓе. Ја може да кажеме, например, властите што многу штета, не они, значи влашкото лоби на Несторен Македонија, е многу власти на кои се благодарам, кои ми помогнале во најтешкото, кога нашите македонци не ме фирмале. Тука единствени вистински бугарин, што опште не го спомна Каракачанов, тоа е татарчето Љупчо, кој е посебен бугарско-турско семејство, што многу добро го знам, и он многу добро ме знае, и знае какви услуги бараш од мене, тоа не е целта на ово. Значи, толку околу пасошите, значи Каракачанов буквално само удри нож, например, од Зоран Заев, бидејќи сега ќе изгледат многу од СДСМ што имаат исто бугарски пасош, а се во владата. Па, не знам, ако не ја запрата во игра, гадно, значи, никош не се чепка во осилото, без потреба. Он се кај ќе да му помогне на Мицковски, се удри сам на шогреб, ама тоа не е проблем, не е мој. И проблем е неговиот пиле што го советувал тоа да го направи. Значи не е случајно, иначе Борисов и Каркачанов не верувам дека ќе ги добијат изборите, ако ги добијат тоа ќе биде со сила, со мала разлика. Да ги почекам тоа да не има проблем, бугарски не е наш. Кој што реков, во написот во почетокот има доста за интересни работи. Со би сакам моите сограѓани албанци да ги предупредам што им подготвува САД, нивниот стратешки партнер, и Америка. Они се подготвуваат, нивниот генерал изјавува што е помошник на Пентагон, дека САД се подготвува да се врати на Балканот, со многу смешна работа, да ги истерат русите од Балкана. Тоа е повеќе жал. Значи, причината за враќање, они мислат дека имаат Македонија. Не. Примерно, Заев вика, целиот македонски поголемиот дел беше да. Не. Референдум ви кажува господин Зоран Заев колку беа македонци. На референдум излегува само 600.000. Еве нека не сме. Нека сме јуни. Значи, не е поминат прагот. Значи, македонци се не са. Албанци се да. Мал број на македонци се за НАТО и ЕУ. Зошто не треба да има во НАТО. Мене се ми траги комични и опозицијата и позицијата политичарите. Еден не заслужува тамо кај што јас сите би ви ставил у најголемиот контињер. Бидејќи се
дали ви недостасуват мозъчни клетки, които се служат пред време, ако сте малко писмени, малко да погледнете, да прочепкате, що се случва в светът. Кажете ми, що бараме прави в Европската уния. Много пъти кажах, значи, ќе повторам, може би ако трябва и 100 пъти. Най-задължена земя е САД. По нея е Велика Британия. Трета е Германия. Четвърта е Франция. Пета е Япония. Шеста е Люксембург. Седма Италия. Па Господа, кой ги държи? Германия, koja е трета най-задължена земя. Четвърта е Франция. Значи Франция и Германия го държат заедно с Италия. Па ви сакате да не влезете во кафаја на Фајрон. Што да собираме трошки? Не бидете смешни. Прво ми е дека прашање дали уопште ќе добие дата за почеток на преговори, тука и благодарение на Русија, а намерно не пушти да влеземе во НАТО. Ако сакаш и тој ќе го запре. Запамтете, тука е стајна шепата на Русија, на мечката. Ние сме под нивени интереси на Кина. Ниту Кина ќе дозволи, нити Русија враќање на Америка на САД на Балканот. А за тоа ќе бидат искористени моите сограѓани, албанци, кои имам многу добри пријатели, жал ми е, што ќе настанат на нивните политичари. Значи, они ќе им послужат за дестабилизација и на Србија, и на Македонија. После тоа ќе станат колатерална штета. Прво, Кина е длабоко навлезена во Србија со инвестиции. Србија, мислам дека во моментот и должи на 30 милиарди евра. Или долар, не сум сигурен, за девизата. Но влезени са само за инвестиции, да ви кажам кај се влези. Во рудникот Бор Мајданпек, кај што има бакар и злато. Во Железара Смедрево и така натаму. Да не зборуваме за имоти што купуват по Србија и кај се не соуват. Значи нема да ви дозволат. А тоа значи ќе биде треба. Од две држави кои моментално едната не е званично придана, е после да кажеме Косово и Албанија, може да останете без една. Зато памет у глава, не му служите на оно што сака да уништи. Не се залажувајте. Не одите по слепиот водач, што би рекол Дамјановиќ, о неговиот расказ. Почнете да мислите својата глава. Со сосо кој се осуден и после 100 војни да направиш мир да живееш, не ја прави војната без потреба. Не се враќај. Еве само ќе кажам за пример. По војниот конфликт по Македонија 2001, дали знаете колку 2-3 години требаше на македонеците да појде на бит пазар и по пластичарската да ви пазарува? Кој страдаше? Обичниот албански народ. Зато памет у глава. И на крајот би сакал да прозборам повторно за вакцините. Исто така ви го постирав едно 3 поста беа од веб трибунет, добар српски портал. Еден кажува за намерата на САД да се врати на Балканот, вториот зборува за AstraZeneca вакцината, која веќе забранета во Австрија, мислам и Норвешка беше, поради несаканите последици. Значи, оно што се случува со вакцините е страшна работа и не ја терајте владата, уште еднаш ќе ви кажам, со сила да се набавуваат вакцини. Освен руската, ниједна не е безбедна, ниједна не помага. Зато ви го пуштев и третиот текст од порталот. Значи, кинезите и русите прават подолго време заедничка вакцина. Ако руската не е добра, кинезите нема да сакат да прават со нив, ќе продаваат нивна. А кој ќе погледнете сајтот на Светската здравствена организација, внимавајте, погледнете добро. Факт е дека вчера у Македонија имаше над 900 заразени. А знаете ли колку има Србија? 4590. Па вие кој завршите бар 8 делени 4, веројатно ве научиле таблица на множење, помножите 5 по 9 е 45, така? А Србија не е 5 пати поголема од нас, најмногу да е 3 пати, и тоа не е. Со иселувањето. Што значи Србија, која има 1.600.000 вакцини набавено, или вакцинирано, од кои на 600.000 са по втор пат, има повеќе заразени од нас. Кај нас само рекол фактот дека има повеќе починаци. Тоа е веројатно поради неадекватното лекување. Значи не треба со сила вакцини. Втора работа,
Ниједна вакцина не ви гарантира, ќе повторам, повеќе од 6 месеци заштита. Затоа треба да се почека руската или ненавата. Устари, ово мора да прекине. А ќе прекине со воен конфликт, бидејќи дојде до голема конфронтација на САД и со Кина, се обидува Русија да заправо не може, а Кина е страв, бидејќи економски зависи од Кина. Кина има ретки метали, од која зависи, многу е зависна американската индустрија. Затоа уѓе памет у глава. Нато е голема грешка, но веројатно бевме приморани. Русите не пуштат така, не се лути на нас, затоа ни дават вакцини, бидејќи запамтеме добро. Тука ќе шепата е ставена на Балканот, бидејќи кој владеал со Македонија, владеал со Европа. Вие ако го земете многу пати, кажува, картата со која владеал цар Самуил и картата со која владеал цар Душан, ќе видите дека се работи за исти територии. Ја цар Душан го сметам за македонски крал, нека ми се налутат србите, владар не, он е. На неговата круна пишува Македонија, нека ја покажат неговите историчари и со српските историчари. Он не случайно се крунисува во Скопје, он го држи Егејскиот дел, исто како цар Самуил и Белград. Исто и цар Самуил ги држи и Егејскиот дел на Македонија и Белград. Од тие причини Швајцарски универзитет за генетика покажа дека македонци се најстар народ кој ги сочувал гените од античките македонци, значи од Филип и Александар. Но исто така една работа покажа дека најсличен народ на македонскиот со слични гени е српскиот, кој скоро 97-8% се поклопува. Тоа е една причина. Ако земете територијата која држал Филип II, цар Душан, Самуил, ќе видите, до Ниш, скоро над Ниш, физиономијата на луѓето нема голема разлика, па чак и во говор. Еден Кумановец и Лесковец не може да го разликувате. Кој Ниш е тука. Тек горе кон Шумадија сосема друга физиономија на луѓето, да се разбереме. Тоа исто кој ќе појдете до скоро до после Пиринскиот дел, иста физиономија. А појдете во Софија, ќе видите кој е македонец во Софија, кој не е. Физиономијата на луѓето кажува кој е, од каде и до каде е. Значи факт е дека со србите сме најблиски, зборам по генетика, иако и они учествува во нашата подела, но заеднички живеевме, мора да се признае, во СФРЈ, така да многу работи се сменија и дојде до взајна почити, кој иако да се разбереме, во СФРЈ немаше братство класично, но се почитува и македонец во порнешно СФРЈ беше многу попочитуван отколку сега кој има сопствена држава и позашти. Драги пријатели, посакувам убав сон, убава ноќ и размислувајте со своја глава и никако со сила вакцинирање. Особено не со Pfizerovата, и AstraZeneca, која веќе исфрлат, која имат премногу штетни последици. Значи, мислите малку со својата глава. И не барајте со сила вакцини и вакцинирање. Него носите обавезно маска кој ќе излегувате, бидејќи не се работи за вирус, се работи за бактерија, не запрашуваат, а таа бактерија создава згоршување на крвта. Ви објасним минатиот пат, ја и имам таа последица, значи уште еднашка ви благодарам на времето што го дојдете да ме сослушате, посакувам добра ноќ и памет у глава.